Значи, прво прашање, Иван, имаш еден текст околу преговори на Македонија со Бугарија со посредништво на Австрија. Сега, првото моје прашање е зошто ваква амбиција кога од македонска страна, па ни од бугарска страна, нема воопшто некакви сигнали дека имаат желба воопшто да комуницираат и да преговараат? И најнапред благодарам за поканата во емисијата, поздрав до гледачите. Навистина, прашањето е на место и во разговор со пријатели и луѓе кои што го следат процесот, го добив сличното или истото прашање и со полна свесност дека навистина може да делува малку наивно. Морам да кажам дека тука во разговори, значи со колеги од think tank-от со кој што имам афилијација, австрискиот институт за европски и безбедносни политики, се дискутираше добро што се случи со оној австриски предлог во мај оваа година, кој што тогашната, односно уште актуелната министерка за надворешни работи на Австрија, Беате Мајнел Рајзингер, при посета на Македонија го предочи на нашите власти што се случува со тој предлог, бидејќи беше искрено позитивно пречекан од нашите власти, иако од Бугарија немаше некој конкретен одговор по истиот. И размислувајќи за истиот, ме насочи во една друга насока, а тоа е дека добро, навистина ништо посебно не се случува во односите помеѓу двете држави, не постои напор ниту од едната, ниту од другата страна да се дојде до некакво разбирање и поместување од моменталната ситуација во која што двете држави се наоѓаат, но тоа не значи дека не треба да се прават обиди за нормализација на односите, на страна оние напори за одстранување на ветото или пак внатре европските дискусии за промена на методологијата на одлучување по однос на проширувањето, или дали да се напушти консензуалниот модел и да се воведе некој модел со квалификувано мнозинство, што всушност Австрија и го застапува како држава, за да нема блокади понатамошни, не само во однос на Македонија, туку општо на Западен Балкан. И мојата интервенција тука беше повеќе во насока на нешто што и мене ми е професионална или да речам академска занимација во последниве години, произлегува од моето докторско истражување, а тоа е како да работиме на подобрување на меѓуопштествените односи во насока на нивно релаксирање, бидејќи главната мотивација за да седнам и да го напишам овој текст ми беше чувството дека, еве, да го земаме примерот со Грција. Се дојде до промена на името, билатерално, формално гледано, сме во некои си, ајде да речеме, пријателски односи, иако имаше и тука компликации со промената на власта кај нас и избегнувањето на употребата на новото уставно име. Меѓутоа, грчкото и македонското општество стана, не се познаваат едноставно. Не се работи за прекогранична соработка и запознавање на два народи кои што не се познаваат едноставно. Значи, целата комуникација и целата интеракција се сведува на годишни одмори од наша страна во Грција или преминување на границата за да се поправаат, смешно звучи, меѓутоа да се поправаат забег во Гевгелија или некаде и тука нема ништо. Имаше напори во минатото, меѓутоа тоа згасна и за тука се криви двете страни, да се разбереме. И
од тоа сознание потекнат, се помислив, добро, толку се влоши односите помеѓу Македонија и Бугарија во последниве години, толку е силна таа проекција на непријател и чувство на анимозитет, што ние дури и да постигнеме некакво формално решение и да го поместиме патот напред, скептичен сум колку ќе се намали анимозитетот помеѓу народите, преголеме. Зошто тука Австрија, како го врзав тоа со Австрија? Австрија е едно интересно општество, кое што ние повеќе го перцепираме од аспект на окей, тие се членка на ЕУ, наши економски партнери, политички партнери, така натаму, малку ја идеализираме нормално сликата за Австрија. Меѓутоа, Австрија е едно општество кое што и самото долги години има поминуван низ процес на соочување пред се со сопственото минато, а тоа повлекува импликации на односите со соседите. И тие односи се секако многу подобри од односите помеѓу Македонија и Бугарија, но не се идеални. Например, јас конкретно се фокусирав во тој текст на односите со Словенија. Со Словенија постојано постојат некакви искри, да речеме, кои што се слични или да, би можеле да ги споредиме во некоја мера со односите помеѓу Бугарија и Македонија, затоа што имаат слични компоненти. Едното е минатото кое што е врзано директно со Втората светска војна, односно улогата на Австрија како соучесник во некаква агресија од страна на нацистичка Германија кон своите соседи, поконкретно во тој период Словенија, нели? Потоа прашањето за учеството на партизаните, словеничките партизани како дел од југословенските партизани на територија на денешна Австрија, потенцијални злодела кои што биле направени од нивна страна кон австриското население, и прашањето на малцинствата. Значи, словеничкото малцинство ужива некакви гаранции во Австрија, бидејќи е автохтоно малцинство. Од друга страна, има дискусии за малцинството. Сега, австриско прашањето е како ќе го квалификуваме, но малцинството кое што зборува германски во Словенија, и тие се прашања кои што постојано се појавуваат, малку по малку се појавуваат во јавниот дискурс во двете земји. Најновиот случај се случи летово, во јули, ако не се лажам, имаше интервенција на австриската полиција на антифашистички камп, организиран од словеничкото малцинство во Каринтија. Тоа е покрајна тука во Австрија, која што се граничи со Словенија, и беше употребена прекумерна сила, па малку и дури имаше и некакви квалификации како интимидација и намерно малтретирање на учесниците на кампот, што предизвика реакција од словеничкото Министерство за надворешни работи и влада, го повика тамошниот амбасадор на Австрија да ја разјасни ситуацијата. Од тоа и плюс, и ова да го додадам, Австрија и Словенија имаат формирано комисија, исто како Македонија и Бугарија во 90-тите, во контекст на тогашното проширување на Европската унија со Австрија во 95-та и нели подоцна со Словенија во 2004-та. Тоа ме натера да размислам дали можеби Австрија може да го искористи своето искуство во позитивна насока, да предложи некакви си модели на надминување на некои проблематични аспекти во билатералните односи помеѓу Македонија и Бугарија, со посредништво или со поддршка на останатите земји учеснички во Берлинскиот процес. Иван, да те прекинам, извини, мора да се потенцира фактот дека Бугарија вековно го негира македонскиот идентитет. И тоа е клучниот проблем. И не може да се спореди и со француско-германскиот спор, со австриско-словеничкиот спор. Тоа е факт. И како да се натера, всушност, Бугарија да го смени ставот? Тоа е многу тешко. Тоа не може, тоа е навистина
тешко да се одговори едноставно, не барем или има никакво решение кое што би можело да го надмине тој проблем преку ноќ. Непризнавањето на автентичноста не толку многу на моменталниот идентитет, колку на историските корени на тој идентитет, значи историскиот идентитет, е нешто што е навистина голем проблем. Меѓутоа, иако не може во таа смисла да се спореди со француско-германското искуство или австриското-словеничкото искуство, ако малку подобро се истражуваат овие искуства, ќе се види дека иако можеби немало проблем на признавање дека постои француски или постои германски идентитет или словенички или австриски, сепак овие идентитети меѓу себе се поставени во крајно антагонистички однос во минатото. Значи, Франција и Германија вековно проектираат слика на непријател, значи на некој кој што ни го загрозува нашето постоење, не само територијално, туку и идентитетски. Особено во пограничните предели, Алзас, тоа се болни невралгични точки од историјата на двете држави. И истражувањата покажуваат дека битни се повеќе фактори. Едната е политичка волја. Значи, политичарите од двете држави треба да истапат и да речат во ред, имаме несогласувања, меѓутоа мораме да се фокусираме на иднината и овие прашања малку да ги релаксираме, значи да не го повикуваат минатото толку многу во сегашноста во своите политички активности. Друга работа е да се создаде една средина каде што двете општества и чинителите различни, значи невладините организации, истражувачите, научниците, ќе можат прво да разговараат во еден порелаксиран амбиент и да ги соочат некои гледишта различни. Јас знам дека и во Македонија, и во Бугарија постојат луѓе кои што на ова прашање пристапува многу поразлично од она што сме навикнати да го гледаме на телевизија, на мејнстрим настапите на политичарите. Треба да се најде модус да им се даде простор на таквите луѓе, да на некој начин ја предводат дискусијата. Во Бугарија постојат многу луѓе, иако за жал се маргинализирани во сопствената држава, кои што апсолутно немаат никаков проблем со признавањето на македонскиот идентитет не само во современа смисла, туку и препознавање на некакви историски карактеристики и траекторија на развивање на таквиот идентитет. Исто како што во Македонија постојат луѓе кои што не наоѓаат, не им е проблематично да кажат во ред некои национални херои кои што ги славиме денеска, навистина во еден одреден период имале бугарска самоидентификација, меѓутоа тоа не ги прави помалку важни за нашиот историски расказ, бидејќи сепак имале амбиција и цели за создавање на некаков македонски ентитет независно од соседите во тој период, што ги прави на некој начин интересни за нашата историографија. Доколку се создаде ваква клима, каде што од една страна политичарите разговараат порелаксирано, ние сега не можеме ни да замислиме таква иднина, бидејќи ги знаеме, ги гледаме политичарите кои што сега ги имаме на власт, и кај нас, и во Бугарија. Јас зборувам малку повеќе и далекусежно, и од тука може би звучи и наивно, бидејќи ова прашање е сега тековно. Меѓутоа, тие остануваат соседи. Географијата не може да се промени. И мораме да размислуваме и за такви решенија, значи истовремено што може тековно да се направи и што може да се направи на долг рок. Бидејќи сметам дека за да речеме пола век од сега да се замислиме нашите наследници и наследниците од бугарска страна кога би се свртеле наназад и кога би гледале, ако би не прашале добро зошто толку се расправавте и зошто се потроши толку енергија, како би им одговориле? Значи, како би разговарале со нашите идни, да речем, наследници во таа смисла?
И тоа некако повеќе од тоа од таквото размислување бев воден да го напишам овој текст, да биде можеби релевантен од аспект на полиси, на политики, на јавни политики, меѓутоа да биде малку и филозофски. Значи да отвори некои прашања општо за меѓуопштествениот диалог. Ајде сега околу стравувањата на македонската влада во овој контекст. Тоа најголемите стравувања се оние 200.000 пасоши за кои говори македонската пасоши, бугарски пасоши. Значи, како гледа македонската влада? Вклучувањето на бугарите во уставот ќе биде само почеток за широко поле всушност ќе се отвори за нови и нови барања и нови права на бугарите, и тоа би го загрозило македонскиот идентитет и државата. Така. Тоа е, јас го делам мислењето дека стравот лежи таму, дека внесувањето на бугарите во уставот ќе биде само вовет во поголеми барања. Не можам да кажам, значи тоа е сега на ниво на некаква нели шпекулација, хипотетичка ситуација што тоа би можело да значи ако би се случило. Меѓутоа во однос на луѓето со бугарско државјанство. Прво, правно гледано државјанството не значи етничка припадност, иако може да се толкува така и да се злоупотреби така. Тоа го знаеме и од луѓето кои што поседуваат бугарско државјанство, кои што јасно имаат кажано, голем дел од нив ова го направивме чисто поради економски причини, за да можеме да работиме во Европската унија, да патуваме и така натаму. Дури некои луѓе со бугарско државјанство беа критички кон односот на Бугарија. Но тука имаме и една хипокризија. Голем дел од моменталните представници на власта кај нас имаат бугарско државјанство и се поставува прашањето низ која призма тие го толкуваат свој страв и кое е нивното учество или соучество во да речеме во конструкцијата на таквиот страв. Тоа е второто. Третото, јас би го поставил прашањето вака. Во ред, ајде да речеме дека тој страв е легитимен и оправдан. Ако вие ништо не правите под однос на тоа прашање, значи на надминување на моменталниот спор, зарем нема бројот на луѓе кои што ќе побараат бугарско државјанство да се зголеми? Излезе некаква студија пред неколку денови за студенти во Источна Македонија кои што зачестано се запишуваат на Софискиот универзитет за да продолжат со студии, бидејќи го наоѓаат за поатрактивен европска диплома, полесен пазар, полесен пристап на европскиот пазар на високо образование и труд генерално. Значи, на некој начин ние мораме, иако не велам дека тој страв е неоправдан, особено откако добивме секакви квалификации и напади од бугарскиот естаблишмент во претходните години, ние сепак мораме да се ослободиме од размислување по однос на страв, бидејќи тоа парализира и на човечко ниво, па и на државно, ако можеме да направиме таква аналогија. Мораме да размислуваме за политики во ред. Ако се признае бугарското малцинство во Македонија, кое што е некои 3000 луѓе се само попишале како бугари, значи тоа се само декларирани бугари. Луѓе со бугарско државјанство може и не мора да се декларираат како бугари на домашните пописи. Бугарија тоа може да го бара, меѓутоа никој не може да ги натера луѓето да се само попишат вака или онака. Така што мислам дека тука малку има и доза на хиперболизација од наша страна за можеби да не се направат некои исчекори, бидејќи јас не мислам дека е сосема тезата дека само внесувањето на бугарите е причина зошто имаме инерција од наша страна. Јас не сум сосема сигурен дека моменталната влада воопшто и сака да се занимава со овој процес. Декларативно да, меѓутоа во пракса не добивам таков впечаток. Не,
Не, Да. македонската влада воопшто не е заинтересирана Не е да го реши. заинтересирана. Нема никакви разговори со бугарската Апсолутно. влада. Не ни Не. најавуваат дека има джелба, дека иницирале никакви барем средби, не велам преговори. Средби, Воопшто, точно, да. да направат некаков разговор, да се обидат и не само, еве, и не мора да ја земаме Бугарија. Што се случува во однос на реформи дома? Дали се работи воопшто на некаква трансформација на општеството и државата и институциите во насока на приближување кон европските Па стандарди? пред неколку дена имаше извештај од Европската Така е, комисија, Иван. И е така е. прилично поразителен тој извештај дека Да. нема никаков напредок, особено онаму каде што е клучно да има Така е, реформи. Судската власт, така е. правосудството и корупцијата се најпроблематичните точки, најболните точки околу кои владата не направила ниту еден мал чекор. Така е, јас се согласувам, тоа ме наведува на размислување дека прашањето за гаранции, нели, кое што се потенцира постојано, е некоја стратегија на бегање од соочување со проблемите. Па едно време беше муабетот да поминат избори, да се консолидира власта, да се... Моменталната власт има прилично стабилно мнозинство. И дури со, јас би рекол, неуспешни политики внатре во државата и надвор успева да постигне повторно каков таков успех на еве и на локалните избори, што значи дека има некаква стабилност. Би можела да посегне кон отварање на некои прашања, средби барем. Тоа не се случува. Што ме прави скептичен, бидејќи ние сме уморни веќе од риторика. Ние 30 и нешто години слушаме риторика, риторика и риторика. Активности на приближување кон теренот нема. Не за да добиеме само позитивен извештај, јас тие извештаи не ги идеализирам, знаеме дека извештаите се не секогаш рефлексија на вистината на терен. Се сеќаваме дека Европската унија ни даваше позитивни извештаи кога апсолутно не ги заслужувавме во времето на Груевски. Но да го направиме тоа за нас, за ние да чувствуваме дека на вистина се случува некаква промена. Така што, ако ги ставиме овие работи во контекст, тезата дека сега е тоа толку голем страв, дека штом се внесат Бугарите во Уставот, не знам какви барања ќе се отворат, малку се разнишува тој аргумент. И за да го нема тој страв, за да нема злоупотреби од наша или бугарска страна во иднина, затоа треба да почнат некакви форми на разговори. Ако власта се плаши, нека го отвори просторот за општеството да почне да го прави тој диалог, а не да ги анатемизира обидите за конструктивен диалог. Ние не смееме да живееме комплетно во страф и да ја репродуцираме реториката на страф, како што нашиот професор и Љубомир Фрчковски во една своја книга има кажано, го има опишано македонскиот национализам како неспокоен национализам, кој што е постојано во грч, кој што е постојано во страф од непријателите внатре И и надвор, да. И тоа не внатре и води надвор. никаде. На Така, онаа комунистичка девиза, максима, дека на така. секаде има непријатели и ние се бориме и само во тоа се состои функционирање на самото општество. Така е, политиката ја водиме само низ призма на страф. Ние сме, еве пак, иако сум многу внимателен со аналогиите луѓе држави, ние сме веќе нели полнолетна држава. Ние сме веќе држава која што 30 години е независна, а постои 80 години. Значи, ние имаме историја на државност 80 години. Мислам дека е време веќе да се почнеме малку да се однесуваме Позрело. позрело. Време е. Време е и да ги надминеме тие стравови. На крајот на денот не сме првата мала нација која што се плашела за својот опстанок. Многу поголеми нации се плашеле за својот опстанок.
меѓутоа тоа не ги спречило да направат исчекор кон иднината и да пробаат со сите своји стравови, анксиозности да постојат во светот. Да. Значи не само да бидат спореден играч кој што како да, знаете, се добива впечаток како да се репродуцира сценариото со Грција. Ние Да, сега да. ќе чекаме да се поместат Со децении, работите да. во наша полза, ќе чекаме Меси од надвор, Меси од внатре. Ја мислам дека се тие само залажувања. Мораме да престанеме во таа насока да размислуваме. Значи, навистина мораме да направиме исчекор напред. Еве, сите ги споменуваат младите. Јас сум млад човек. Сакаме веќе да гледаме некаква иднина. Не само во реторика. Сакаме да чувствуваме иднина сега. Не за 10 години, не за 20 години. Сега, во моментов. На крај сме Добро, ви благодарам за благодарам. овој разговор. Ви благодарам многу на поканата.